Слушај ваму. Здраво, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание на локумната, видеолокумна, која ја терам за Република веќе подолго време. Понекогаш пишувањето е така, по-сочно, по-софистицирано, подобро стокмено и кога ги читате колумнистите звучат многу по-паметно од што се, многу по-интелектуално од што се, но и тоа е добро затоа што можеби треба да се крева општото ниво. Јас сум тука да го спуштам. Затоа што инсистирам на нормалниот израз, инсистирам да зборам спонтано, имам само некоја, да речам, бледа идеја за што ќе говорам, не правам некакви цртки, можеби и тоа треба да го правам, но сеедно. Она што обично најмногу впечаток ми остава од изминатиот период, тоа е можеби и најинтересното за кое публиката би сакала да слушне некое мислење од страна или да си го преслуша своето мислење. Не дека ја некого ќе направам по-паметен или некого ќе го убедам или разубедам во некакви ставови. Напротив, треба да се слушнеме. Како што јас вас ве читам и ве слушам што размислувате, како размислувате, еве го и моето мислење, па да видиме дали сме тука негде, никој не е совршен. Немој да им паѓате, немој да паѓате на ниеден авторитет дека некој од новинарите или интелектуалците се точно кажува или кажува баш како што треба. Не, секогаш вистината треба да си има и сопствен филтер, не ова судска форензика, па да мораме да бидеме прецизно затоа што некој живот зависи. Сепак ни свој филтер ние си ги согледуваме работите. Имено, не престануваат изминатиот период и она што ме фасцинира е посетата на нашата делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски на Соединетите Американски држави, каде на покана од најблиските соработници на Доналд Трамп беше на инаугурацијата. Значи, таква хистерија, таков негативизам, такво омаловажување. Само една работа вака, да ви кажам. Прво, не се срдете вие што не мислите како нив. Втора работа, скапо ќе ги кошта. Затоа што нападот на нашата делегација, омаловажувањето дека ние сме го купиле ова, што не го купи Вучич, што не го купи Зеленски па отиде, што не купија другите. Значи, лоби групите на најблиските соработници на Трамп одредуваат и покануваат кој ќе биде поканет на инаугурацијата, следена од VIP ложа. Значи, не ложа во некој си бирцус, па на екран гледале. Втора работа што треба да знаете и зошто вриштат. Прво, никогаш до сега таква силна лоби група од толку многу богати бизнисмени кои имаат блиски контакти со оваа администрација и планираат она што можеби, моја претпоставка, што можеби Сорос го правеше 30 години за нивните гавази кои се сега џукелите кои лаат по улици или одредуваат дали Елон Маск кога рекол I give you my heart е нацистички поздрав, нормално е нацистички поздрав за нив, кога истото тоа го прави Камала Харис, Бајден, кога го прави Обама со фотографии, кои ми е дегутантно и да ви ги објавувам, тоа не е фашизам. Мислам, блювотина, но ја ги разбирам, немаат избор. Дали разбирате дека на секое поле губат? Хистеријата е да не ја изгубат барем Европа, но ќе изгубат затоа што парите од USAID се веќе укинати. Затоа што новите лоби групи, како што ние ја имаме, очигледно дека Македонија ќе биде пинпоинт интерес и дека македонските млади бизнисмени, милиардери, ќе се обидат на некој начин, ќе направат нешто како што
Сорос го правеше тоа овдека да помогнат за развој на општеството, бидејќи Сорос, ја не гледам дека успеа да создаде, да го надгради општеството, освен да изгради крајни радикални поделби во општеството македонско. Кој ќе ме прашат, Јанко, шо ти е замерката за Сорос? Тоа ми е. Дали видовме ние некакво зближување, еве макар ЛГБТ групите, меѓу, да речем, ромите, албанците, не, само поголема поделба, поголемо зло. Тоа е мојот впечаток и апсолутно сум. Имаме некое подобро она за шо живот? Немаме. Им беше дозволено на овие во име на виши цели да крадат колку сакат, на крај на народот му пукне. Пак велам, ние сме предвесниците, кај нас почна првата промена. И да ви кажам, лоша услуга си прават затоа што се ова што го прават ќе се сврти против нив. Не може Мицкоски, ВМРО, ДПМН и оваа власт и оваа коалиција да им се свети, но ќе бидат многу добро преслушани кога ќе почнат да се делат средства за помош кому ќе... извини, вие кого критикувате? Ние не критикувате нас, кого ние покануваме, кому сме дозволиле, вие ни солите памет дека најблискиот соработник, четвртиот човек кој треба да го спроведе најбитната програма во новата администрација на Соединетите Американски држави на Доналд Трамп, така наречената ДОГЕ, Department of Government Efficiency, бил фашист, нема проблем. Наскоро ќе има квичење. Помошта е суспендирана за 90 дена и најверојатно ќе има голема ревизија кај ќе идат тие пари. Нема више за цивили, лубриканти и срични анални продукти кои, велам, посеја зло на омраза за кое ќе треба многу години да се залечи. Затоа, моето предвидување дека Македонија, оваа влада, ќе добие огромна поддршка, ветар во грб, нема да има спрепки, ќе добива финансиска поддршка општеството, не власта. Општеството да се инвестира, да се реинвестира, да луѓето се ослободат и да почнат да работат, а не да бегаат. Што гледаме последниве 30 години? Нормален човек не ќе да почне да работи за приватњак, не ќе да почне приватен бизнес. Сака да работи државно. Зошто? Малку му треба безбедност, затоа што е небезбеден. Затоа што ги пуштија џукеливе, волциве да колат, да крадат, да рекетираат, кој нормален би се зафатил со приватен бизнес. А замислете да дојдеме пак некоја ситуација како во времето на Анте Марковиќ. Во времето на Анте Марковиќ помислуваше некој тогаш да иде да работи у влада, у администрација, у некој јавно предпријатие. Само на дното. Сите трчавме да отвориме дуќанчиња, да направиме бизнес, имаше пара, се вртеш. Имам таков филинг, затоа што историјата се повторува, не секогаш како фарса, поинаква, попроменета, се надевам на такво нешто. За жал, се уште не можем на јадице да закачам некој од поглавните луѓе од владата, да седнам да го истресам за овие прашања, бидејќи моите колеги се, како да ви кажам, аморфни, андрогени, не можат многу од ротомашината да излезат. Но се надевам дека ќе дојдам до овие одговори, мене ме интересира. Еве искрено да ви кажам. Не ми е гајле дали некого го интересира, дали моје тоа пиар на владата или вас народе ме интересира. Мене ме интересира, затоа што мои деца и внуци утре ќе живеат во оваа земја, решени се да останат тука и да не го бараат тоа од Анте Марковиќ во Германија, во Америка, во Нов Зеланд, туку да го имаат овде. Мислам дека ќе дојдат големи промени и дека ова долго ќе трае. А новинарите, кои? Не знам, една бивша новинарка која е сега многу популарна, отие страшна ВМРО-вка, до вчера се занимаваше со моите петки и шестки какви ми биле забите, идиотска лудача, денеска ја фали Катерина Блажевска, која својата кариера ја помина работејки исклучиво за СДСМ, за Сорос, за Дојче Веле и така натаму, која излезе со став, вика, ало, луѓе, шо правите? Не може да плюкаме по ова што отиде владата во Вашингтон, дека е тоа лоша работа и така натаму и така натаму. И сега оваа ја фали колку тоа било добро, колку било тоа фино. Луѓе,
Ништо нема за фалење, ни од едната, ни од другата. Се е survival. Ги менуваат страните, ги менуваат ставовите и се прилагодуваат на новото време, затоа што ќе останат на улица, затоа што ќе бидат плюканица на улица, знаеш, она највулгарно кога шлајмот ќе го рекнеш, тоа ќе остане од нив. Затоа нивниот survival инстинкт тоа го прави. За жал, драг народе, уште се палите. Овој збори убаво за мене, мора да е фин. Терејте така. Утре први ќе ви избрцаат нож во грб и на се она во што вие верувате. И секогаш така се случувало во тие циклични. Само се надавам дека од народов сега нема да зависи и од вашите многу лабави IQ ниски ставови, да зависи вашето навивање и популаризирање, бидејќи животот, општеството и политиката во Македонија не е навивање од трибини во Вараждин. Ура, ура, ура. Не е битно кој е важно дава голови за нас. Иако се согласувам со политиката на ВМРО ДПМН секогаш била да обединува. Значи, дали тоа бил некој политико, анал, банал, ванал, она, ќе им даде на сите шанса да дојдат од оваа страна. И сите ќе дојдат. Сите намирисаат дека овде ќе биде моќта, дека во светот се чувствуваат промените, уште ако падне Германија, game over. Но, ова во Македонија ќе трае долго, многу долго, и мислам, не чекајте мемуари од Мицкоски. И ќе треба декади да минат додека он седне во фотелјата пензионерска за да на раат сумира што направил во животот. Многу ќе има работа, ама за добро за сите нас.